Јас во друштво бев најголем фрик, би кажала, за социјални мрежи. Со мајка ми се договоривме добро, кога ќе наполниш 13 години смееш да имаш Facebook. Направив 13 години, ден претходно 25 јуни, ја правив фотосесија и памтам 26 јуни дојде, ја спостирав мојата прва слика на Facebook и добив 103 лајкови. Најчесто ми се јепинг видеа, fit checks и влогови. Најмногу ми се допаѓаат јепинг видеата. Сватив дека сликата отишла на Explore page и сликава станува вирална. И само ја го будам, викам, Andrew Tate ми пишал. Кој совет би си го дала себе на 15-16 години? Да не се стресираш и да живееш во моментот, дека многу ќе ти фали кога ќе го нема моментот, многу ми фали, многу би сакала да сум пак во средно. Дефинитивно ќе си го земам овој адвајс за себе. Секој маркетинг е добар маркетинг. Пред краток период се случи една случка со мене каде што како може толку млад да се активира за нешто кое што е за постари. Не согласувам со новите размислувања дека факултетот не е битен. Да, имав сталкер буквално. Здраво на сите, јас сум Стаси и денес во оваа епизода на New Stars ја имаме Луна. Здраво на сите. Луна, за оние кои што не те познаваат најдобро, опиши се себе, кажи нешто за себе. Јас сум Луна, инфлуенсер, студент по право, љубител на животни, активист за животни, човек кој што премногу збори. Премногу. И тоа зборење си го направи всушност во кариера. Тоа е предобро, мислам предобро. Затоа мислам дека ќе ни тргне мојабетот денес. Дефинитивно. Што би рекла дека луѓето најмногу погрешно сваќаат за себе? Кога веќе кажа некои твои позитивни карактеристики, што мислиш дека не го разбираат толку добро за тебе? Па, мислам дека луѓето кога не бев активна на TikTok, мислеа дека сум арогантна, дека можеби некоја таква импресија имаат фотографиите кои што ги постирав и многу често знаев да добиам коментар под типот на пред да те запознам мислев дека си арогантна. Тотално. Поради тоа што некогаш фацата ми е како намкјор, ама тоа не е поради тоа што сум арогантна, туку само така ми е природно фацата некогаш. И потоа почнав со TikTok. Моментот кога неколку видеа ми стана вирални, почнав да добивам пораки од типот на леле колку си фина, леле колку си мила, леле колку ми е убаво да те слушам, леле не можев да те поднесам кога те гледав на Инстаграм, сега скроз ми се смени мислењето за тебе. И мислам дека најголемо лошо мислење за мене кое што го имам слушнато и најчесто што го имам слушнато е тоа дека сум личела на арогантен човек. Тоа мислам дека е многу добар комплимент во едно. Дефинитивно, поради тоа што некако успеав на мој начин и на тоа со тоа што сама себе се покажав каква сум во живо, да им го сменам мислењето индиректно на луѓето. Не се ни потрудив тоа да го направам, поради тоа што не знаев дека така ме гледаат и можеби затоа стагнирав периодично со следбеници, некако не растев, стоев во место буквално и од кога почнав повеќе да се покажам сама себе каква сум, односно кога почнав да зборам и да си го представувам животот реален каков што ми е на TikTok, а не како на Instagram, почнав многу поголем позитивен фидбек да добивам. Тоа е, мислам, преубаво е. Да, дефинитивно. Викаш дека почна повеќе да постираш на TikTok. Што постираш на TikTok? Какви видеа, например, кои што им се допаѓаат на публиката? Најмногу им се допаѓаат јепинг видеата. Тоа ми е серијал каде што буквално го ставам телефонот и само почувам да зборам тоа што ќе ми дојде на глава. Знам да тресам многу често глупости, но тоа мислам дека ја зближува публиката со мене, поради тоа што сигурно сум дека сите во текот на денот си седиме во соби, се размислуваме, само се тушираме, размислуваме. Дури некогаш онака си звониме на другарки за муаве да си направиме буквално што би кажале луѓе без везе, без поента и некако го почнав тоа случајно, видов дека многу им се допаѓа на луѓето, плюс си го искористив тоа што сум зборелеста во моја позитива и така почнав. Освен тоа снимам fit checks, снимам некои поучни работи од типот на јас се представувам на моите следбеници како постара сестра, што би кажала, не мора да е во години, туку како би изреагирала со моја помала сестра и кажувам некои совети, многу често знам да зборам за емпатија, за да ја развивам кај помалите. Па во главно тоа, најчесто ми се јепинг видеа, fit checks и влогови. Звучи доста интересно. Како што ми представуваш, сметам дека денот е доста исполнет со снимање, со врски. Мислам, како изгледа еден типичен ден во твојот живот? Дали е ден каде што треба да снимаш, да рекламираш или само да седиш дома и да уживаш со другарките? Мислам дека не сум седела дома и не сум уживала, па сигурно
3,5 месеци од кога бев на одмор летова, така да тоа дефинитивно го тргаме на страна. Многу луѓе би кажале, па што ти е работа само да се снимиш и толку. Не е така. И знам дека може да добиам многу негативни коментари за ова, ама стварно многу често сум сакала да направам видео, пример, еден ден со мене кога имам доста обврски, но што имам толку обврски во денот, дури не сум стигнала да го снимам тој ден. И мислам дека вака најчесто ми почнува, пример, доколку имам факултет, најчесто сабајлето одам на предавања. Но доколку немам, често сакам да го почнам денот со тренинг, поради тоа што ако не извежбам сабајле попладне, многу ретко знам да се извадам и да извежбам. Дека најчесто снимањата денот ми почнува со оглед на тоа, пример, дали треба тој ден да снимам, да идем на факултет или пак нешто друго да направам. Значи или почнувам со снимање. Снимањата најчесто ги почнуваме рано сабајле, кога нема толку луѓе и многу полесно ни оди побрзо. Но доколку сум на факултет, тогаш го почнувам со факултет, така да зависи од кој ден, пример понеделник немам предавање, еве денеска го почнав со снимање. Но ете, пример, утре сум на предавање од 8 до 5 и не можам да снимам дефинитивно. После тоа ќе си ги завршам другите обврски, пример, на тренинг сум од 6 и вечерта имам некој вон Инстаграм и вон школски обврски кои што треба да ги завршам. Убаво е сега да имаш време за себе. Убаво е, многу би сакала, ама ето, пробувам и јас да најдам време за себе. Додека, знаеш, и изградиш оваа публика, го изградиш овој фолоуинг, што ти беше најубаво и најтешко и што ти беше најлесно на овој пат? Најтешко ми беше да прифатам дека нема на секого да му се допаѓа, можеби. Секогаш полесно сум се справувала со хейт коментарите, да кажеме. Никогаш не сум ги сватила сериозно или пак тешко. Не знам зашто, можеби дека сум гледала и од други инфлуенсери како се справувале, но никогаш не сум го сватила како нешто тешко, но можеби беше потешко да кажеме да си ја пронајдам публиката, да си го пронајдам нишот и да пронајдам што сакам да сум. Дека на почетокот, например, можеби ќе прифатев повеќе соработки кои што денеска не би ги прифатила поради тоа што не се во мојот ниш. И потешко ми беше некако да си го најдам својот пат и која публика сакам да ја привлечам и можеби некогаш кога ќе изгубев некој од следбениците, ќе се запрашав зошто, а не сум сватила во тој момент дека можеби тоа правото нешто да се случи, бидејќи што повеќе следбеници имаш за она што го зборуваш, е подобро отколку да имаш милион следбеници кои што не те следат за тоа што го зборуваш или прикажуваш, туку те следат од онака што се вика. Така да најтешко ми беше дефинитивно тоа да се го пронајдам својот пат, својот ниш, а најинтересно ми беше со колку луѓе почнав да се запознавам и колку луѓе ми стана блиски во мојот живот само поради моите социјални мрежи. Значи, најубаво ми е, не знам кога ќе треба да се запознавам со него, кога некој ќе дојде да се фотографираме и слично, и некако си ја гледам како моја фамилија. И седевме баш на стадион и другар го прашувам, викам колку луѓе има, тука ми вика по околу 30-40 и вака гледам и сваќам во моментот дека толку луѓе ме следат и толку луѓе ме гледат и тоа е освари огромна бројка на луѓе и некако ми се смени перспективата. Пример, го имам тоа видено и со леле, само 100 луѓе ми го отворија видеото. Кога ќе сеш 100 луѓе во соба, тоа е ненормално огромна бројка и дури на еден човек да му го смениш мислењето на позитивен начин, тој еден човек има утре деца, ќе ги научи тие деца ќе има други деца, некако менуваш генерацијско размислување, макар и да е за нешто мало. Така да кога ќе земеш таа перспектива, тоа дефинитивно ми е најбавото нешто што доаѓа со оваа кариера, што се вика. За ова дефинитивно можам да релетнам. Мислам, надевам дека знаеш, со серијава Дајте музика и Тим Камп и сите снимања што ги имаме, мислам, почевме на многу мали години, така бевме дечиња, немавме некој искуство пред камера или така некое школување. Така почевме од мали, беше публика за деца. И со тек на годините, со сите успеси што ги постигнавме, си изградивме. И сигурно едно од најбавите чувства е дека твојот труд се исплатил и дека луѓето дознаваат и кога ќе дојдат за слика. Посебно и на концертите, тоа што ќе видиш кога ќе ги видам сите собрани на едно место, тоа е само нереално. Пре. И тотално те разбирам за тоа што викаш најтешкиот дел да си го пронајдеш својот ниш, бидејќи ние си имаме представено на многу мала возраст пред многу мала публика и сега тие се израснати и се нови генерации, нивните браќи и сестри продолжуваат да ги гледаат тие емисии што сме ги снимале и верувам дека сакаме да изградиме свој идентитет надвор
од дајте музика, од така што не познавале пред тебе некои 5-6 години веќе има сигурно од како сме започнале, така да те разбирам. Многу и мислам дека е многу интересно и големо достигнување тоа што го имаш направено. Дефинитивно мислам и многу е подобро што и сте почнале на помали години, дека некако како помали не знаеме за срам, не знаеме Да. кој што ќе каже, не сме уште така програмирани да дозволиме некој на негативно да ни влие за друг човек, пример некој да каже видеа Луна што снимала, некако како помали тоа не го имаме, не постои таа бариера и некако се прифаќаме и позитивни сме и сите ги сакаме, тоа е супер. И кога почнеш како помал, тука некако ти се оттрга срамот, ти се оттрга тоа кој што ќе каже, тоа замарање, сигурна сум дека може некојаш лошо ќе извлијае, не сме се ние со супер моги да не ни извлијае ништо и да сме само позитивни, но дефинитивно има улога. Ја имам претходно, сум пеела на Супер звезда кога мало, на 4 години почнав, сум имала YouTube канал, сите сме имале, мислам, преко. Сум имала мюзикли, сум глумела и некако мислам дека се тоа подсвесно ми има влијаено за денеска да немам толку срам пред камера, да не се замарам со хейтот и слично. Да, дефинитивно влијае. Многу е битно дека кога детето да си го препуштиш на јавноста и на камерата, за понатака во животот, дури да не се бави со некоја јавна професија, да нема срам. Да, влијае на карактерот многу понатаму во животот. Види, еве на пример кога ќе се навратам, кога ќе изгледам некоја епизода што сум ја снимала кога имам 9 или 10 години имав, и ондака само гледам колку сум слободна пред камера и не сум се замарала како изгледам, косата, аутфитот. И ондака само сум била преслободна и пресрекна и се имала моменти кога сум као Да, нормално, да. Ама многу е убаво, сметам дека секој родител треба да не знам, да го поддржи детето да направи нешто во јавното светло. Дали ќе испее некоја песна или дали ќе одглуми некаде, чисто така дека е само прекрасно. Дефинитивно, дружбата е незаменлива. Дали имаш некој момент во оваа кариера, мислам некој таков пресуден голем момент, кој што ти го сменил начинот на размислување, кој си се водела по еден пат, по еден начин на снимање и нешто се случило, дали позитивна или негативна смисла, и си сменила начинот на снимање, на гледање на работите или чисто кон гледањето на оваа професија? Пак би се навратила на моментот кога почнав да снимам TikTok, поради тоа што некако претходно многу се замарав со социјални мрежи, многу се замарав со тоа што како ќе постирам. Искрено беше многу неприродно и дури сум среќна што во тој момент пред да почнам со TikTok имав 20.000 следбеници на Instagram и дури сум среќна и денеска се чудам како тие 20.000 луѓе имале нека погрешна слика за мене и тоа не ми се допаѓало од како почнав да снимам TikTok и некако сватив дека никој не е совршен, дека луѓето не сакаат да гледаат вештачко, дека можеби тоа било ин и тренди до пред 5 години, но некако од после короната и за време на короната кога луѓето беа заглавени дома и кога нема избор освен да се покажат какви што се на камера, поради тоа што тука немаш патувања, немаш излегувања, буквално си само ти камерата пред тебе. Мислам дека се смени начинот на социјални мрежи, на тоа како се рекламираат брендови, како инфлуенсерите работат и се. И некако социјалните мрежи добија некоја нова страна, односно природна страна, и почна да се намалува тоа мислење, не е секако на социјални мрежи што изгледа, и почна да се развива тоа, па можеби треба да направиме се што е во живо, да се случува и на социјални мрежи. Така да дефинитивно би кажала дека ми се сменило начинот на кој што се представувам пред луѓето, дека не сакам некој да помисли се е супер, нема никаква мана во животот и слично, при тоа што не е тоа така и некако кога ќе покажеш на луѓето дека не е се совршено, многу повеќе си им relatable, многу повеќе се привлекуваат кон тебе и многу повеќе сакаат да те гледаат и си ја ствараш таа мала фамилија која што е тука за тебе и ти си тука за нив. Да, се согласувам, сметам дека е доста ретко таа страна од себе да ја покажат луѓето, бидејќи сметам дека денес на социјалните мрежи сите сакаат да изгледат и совршено и како се да им е супер, иако реалноста не е таква. Полесно се поврзуваат луѓето со тебе и меѓусебно така. Значи, да вратам се малку назад, бидејќи ми спомна пред да почнеш да постираш на TikTok си имала веќе 20.000 followers на Instagram. Кога прв пат почувствува дека ова е твојот пат? Како ти дојде до идејата да постираш, да така да имаш интеракција со публиката? Јас во друштво бев
најголем фрик би кажала за социјални мрежи. Значи, толку не се замарам денеска. На 14-15 години, јас на 2 дена одев се сликав, се дотерував, секој ден се шминкав за стори да ставам. Кафето, дали чашата била на лево или на десно, зашто тука имало нешто пак едитнев некоја точка на кафето. Значи, премногу се замарав од моментот кога направив Инстаграм. Памтам, сакавме со другарка да отвориме Фейсбук, родителите не ни дава, и со мајка ми се договоривме, добро, кога ќе наполниш 13 години, смееш да имаш Фейсбук. Направив 13 години, ден предходно, 25 јуни, ја правив фотосесија, знаеш, вака која се сликавме, нешто па вака, па се пунџабев, па она, како се викаше, имаше една не беше социјална мрежа, беше нешто за едитнување на слики. Мислам дека си ти помала од мене, не го памтиш, ама така од страна стававме фреймс некој, и памтам 26 јуни дојде, ја спостирав мојата прва слика на Фейсбук и добив 103 лајкови. Тоа беше преголема возбуда кај сите другарки кај мене во друштво, како сум добила 100 лајкови, тоа е премногу. И од тука више ја почнав премногу да се замарам со тоа. На 14 отворив Snapchat, тука отворив Инстаграм, мислам дека 13-14 години, па другарка пошто беше помала од мене, Мила, и она исто така мајка и кажа, добро, ќе отвориш на 13 години ти, и она чекаше да наполни 13 или 14 за да отвори социјална мрежа или Snap, не знам што беше точно. Ама во главно така некако почнав. И после тоа, со текно време на Инстаграм, полека почнав да растам. Една слика во Бодрум ми blown up тотално, доби 2-3 милиони реч. Тука, не знам, почна многу познати луѓе да ми пишуваат и сватив дека сликата отишла на Explore page и сликава станува вирална. И онака се спиев тогаш кај дечко, ме памтам, и нешто ден пред тоа го зборевме Ендрю Тейт. И само ја го будам и викам, Ендрю Тейт ми пишал. И дечко ми поспиенга, онака вика, да, добро. Нема се шанси. буди, вика, стварно ти има пишано? Ја викам, да. Тука сватив оствари сликата колку има вирално отидена, значи, насекаде. Тука почна да ми се собираат многу фоловери, со ден за ден растев многу и стигнав до 20.000. Тука дојде мојата прва соработка, беше со брендот Австралија за фустани. Ми пратија фустан, беше неплатена соработка, ми платија фустан за да го изрекламирам. И после тоа втората соработка беше мојата прва платена соработка. И така некако, откако почнав да сликам, да снимам, памтам за првата соработка, платената која што беше, Дина Доларт. Ќе поздравам, поради тоа што она ми го даде нејзината студија, ми каже снимај, прави што сакаш. Таму се задржав околу 6 сати. И сватив уствари дека не е нешто лесно и не е нешто едноставно, а јас сепак не се осеќав изморена, не се осеќав истоштено и бев многу возбудена за мојата втора соработка. И само чекав друга соработка, дојде мојата втора соработка, мојата трета, па дојде мојата прва годишна соработка. И така некако за време на снимањата се осеќав исполнето, не се осеќав изморено, едва и чекав да почнам да снимам. Да, дефинитивно има денови кај што, пример, не ми е денот и не се осеќам добро и не сакам да снимам тој ден, ама едноставно ќе го направам тоа поради тоа што го работам, сум преблагодарна и некако не сакам take things for granted. Не сакам некогаш да дојде степенка што ќе се кажам па добро, сега имам толку следбеници, нема да се замарам више, напротив, сакам да растам и се повеќе да се трудам за понатака. Да, мислам дека и доста луѓе би сакале да го имаат тоа што ти го имаш и да го имаат достигнато. И тоа, например, мислам дека сите го имаме размислено тоа некогаш. Еве ја на снимање, иако тука треба да учиш реплики, сценарија и тимска работа не е повеќе сам за себе. Кај што, леле денес не ми се снима, некам да направам ова, ајде нема да го научам, само ќе отиде сцената. Ама не е така, види, секогаш има барем еден што сака да е на твојата позиција и буквално би убил за такво нешто. Така да сметам, што и да правиш во животот, дека не треба да го взимаш за granted. Дефинитивно, многу согласувам дека и никогаш се приметува кога луѓето ќе се кажат па добро, до тука сум стигнал, што може поише, некако почнуваат да стојат и да тапкаат во место и да си прават лошо на сами себе, ама можеби некогаш имаат некој его во нив и ќе си кажат, па добре, јас сум подобар од другите и тоа нема да се смени. Да, некој ги имава слава. Да. Најдоброто е да си humble и да ти имаш самодорба дека си добар, ама да знаеш дека секогаш може повеќе и дека секогаш има од каде да научиш. Кој совет би си го дала себе на 15-16 години, која веќе си влегла подлабоко? Не се стресирај, се ќе биде.
Не знам, мислам дека некогаш се случувале моменти на burnout, кај што сум правела премногу работи одеднаш, дека сум мислела дека така треба и дека сум мислела дека ако не го направам тоа моментот или ако не си дадам време на сама себе, дека нешто лошо правам и дека е лошо да си посветам време на сама себе. И мислам дека уште од мала сум така програмирана да морам да имам обврски во секој момент од денот. И цело време сум си мислела што понатака, што сега, и никогаш не сум живеела во моментот. Да разберам. Као пример средно, ја не памтам кога сум живеела кај средно сум, убаво ми е, туку било што ќе правам сега за IB exams, што ќе правам сега за факултет, што ќе правам сега со Инстаграм, дали моментално нешто ќе видам, дали што ќе правам на 25 години, кога ќе се мажам, дали ќе имам деца. И нека работи што се тотално работи кои што не треба 15 годишно дете да ги размислува. И буквално еден совет што би го дала и на сама себе како мала и на сите други средношколци, луѓе кои што се во основно училиште и слично, е само да не се стресираш и да живееш во моментот, дека многу ќе ти фали кога ќе го нема моментот, многу ми фали, многу би сакала да сум пак во средно, многу би сакала да се вратам и да се изнаживам на убав начин како со друштвото, а не да се стресирам за се што понатака, пошто ќе се наредат коцките и се ќе биде. И некогаш некои работи ќе си дојдат сами по себе, нешто добро ќе си отиде за нешто уште подобро и не треба да си ги сваќаш работите толку при срце и толку сериозно, дека на крај на денот на сите ни е прв пат тука и сите ќе сгрешиме и сите ќе направиме нешто за кое што не сме горди, ама на крај на денот ќе направиме нешто за кое што ќе бидеме премногу горди и мислам дека многу не си даваме на значење кога ќе направиме нешто добро, пример ќе добиеме да кажеме најголем просек во клас за некој тест и ние ќе си кажеме па окей, ама кога добиевме најлошиот 3 дена ќе паѓавме во депресија и ќе се бедиравме, или ќе добиам некоја соработка која што сум ја сакала премногу и ќе кажам супер, знаеш, пресреќна сум се, стварно еден ден ќе ми трае, ама на пример доколку не сум ја добила таа соработка која што ја сакам, можеби некој друг ја добила, многу сум ја сакала, ќе си кажам нешто е до мене, нешто не треба, премногу значење даваме на лошите работи, премногу и некако не живееме во моментот, а сме многу млади, јас сум имала 15-16 години и сум се стресирала со тотално непотребни работи кои што само едноставно автоматски си доаѓаат во животот. И ја ништо не сум направила со тоа што сум се стресирала. Напротив, полошо сум се направила на сама себе. Дефинитивно ќе си го земам овој адвајс за себе. Бидејќи сметам дека ја веќе на помала возраст требаше да си го кажам ова, бидејќи од помала возраст почнав и со снимање и голем успех достигнавме стварно на многу полиња, дека секое достигнување што така го успеав, секоја добра прилика што ни си има понудено, дали награда имаме земено, дали сме настапувале на Евровизија, повеќе сум гледала како обврска и морам, покрај тоа што сум го правила, тоа што го сакам. Пак сум го гледала како обврска, окей, го завршив супер, као срекна сум, као срекна сум и го шкртам овој to-do list. Сум требала многу повеќе да ги ценам и да се радувам. Дефинитивно сум требала да живеам моментот повеќе. Ама пак знам дека сум го достигнала тоа и стварно убаво искуство беше све. Битно е да научиш како помала за понатака и да можеш да си поблагодарна и за тоа што си ти, за тоа што ти сама ова си го имаш направено. Што мислиш дека најмногу им недостига на младите денес? Дали е храброст, дали е дисциплина, дали е инспирација за нешто? Поддршка. Мислам дека младите немаат доволно поддршка од постарите генерации. Пред краток период се случи една случка со мене каде што како може толку млад да се активира за нешто кое што е за постари, како може со твојата професија сега што имаш да сакаш да имаш оваа кариера во иднина и некако имам приметено дека негативните коментари кои што ми се на социјалните мрежи доаѓаат од постари луѓе, постари мажи, жени кои што се на возраст на моите родители и некако не ми е сватливо моите родители да седнат на TikTok и да почнат да коментираат на дете. Скоро за така. Младите немаат доволна поддршка и некако мислам дека дури некако млади повеќе ќе прифатиме критика од помлад човек, пример се ти да ми искоментираш нешто и мислам дека не ти е добро видеово или слично, ќе си го сватам на позитивно и немаме доволно поддршка
И сега, од една страна викаат во младите и во иднината, и младите за вас го правиме се ово и општеството треба да се гради за вас, пошто вие сте иднината, ама од друга страна не добиваме поддршка за да бидеме ние иднината. Многу млади не сакаат да се снимаат дека немаат поддршка дали од дома, дали од луѓето кои што се на социјалните мрежи, а јас сум убедена дека дури и оние лажни профили се од постари луѓе. Не верувам дека некое дете на 15 години направило профил за да коментира негативно, макар и да сака да искоментира, ќе искоментираат свој профил. И нема да си го сватиме тоа толку лошо, може ќе си го сватиме на зезанција, на шала, ќе си го сватиме како па може би е во право, може стварно треба да го сменам. Некако кога ќе дојде тоа од постар човек, се осеќаш дури лошо, како нападнато, бидејќи зашто јас? Збори, да. И дефинитивно ни треба поголема поддршка од постарите генерации и сигурна сум дека можеби тоа доаѓа од фактот што они не растеле со толку социјални мрежи, со телевизии, не растеле во средина каде што младите имале предност. Ние растеме во средина каде што знаеме да се избуткаме, знаеме да застанеме пред некој постар, пример водител, дали е инфлуенсер, дали е актер, дали е пејач. Ние имаме толку доблести, толку позитивни страни, што некогаш дефинитивно ме постари луѓе кои што го приметуваат тоа кај нас и не ставаат на некое скалило над некој човек со повеќе искуство и на поголема возраст, поради тоа што сме се истакнале на подобар начин. Ама би кажала дека постарите треба да ни дадат поголема поддршка и да не гледаат како нешто лошо и да не ни посакуваат нешто лошо, бидејќи на крај на денот сепак сме деца и мислам дека сите сме со чиста душа. Да, и сметам дека доста од коментарите се банални коментари, чисто колку да кажат нешто. Исто така сметам, например, да, некој дел од хейт коментарите се од повозрасни луѓе, но исто така сметам од нашите вршници, дури да не се директни, секогаш ќе слушнеш некој кој ти збори позади грб. И тоа сметам дека, ако не 99% од луѓето се тие што утре да ги викнеш да седнат на подкастов, да имаат шанса да имаат толкава публика да постира, дека прве би го направиле тоа. Иако најмногу те ругаат тебе. Се согласувам. Некако луѓето кои што најмногу те критикуваат се осеќаат како да имаш нешто што они го немаат. И секогаш е така дека нема зашто ти да сакаш на некого да му посакаш лошо или да му искоментираш нешто негативно, ако не гледаш нешто во нив што не гледаш во сам себе. Ја разбирам позитивна критика да дадеш, пример, да ти кажам, мислам дека ова треба да го смениш, мислам дека ова не ти беше добро видео, мислам дека не треба така да збориш, као позитивна критика, ама друго е се јас да седнам и да ти коментирам што е со тебе, не знам, и некои зборови, навреди, не ти мисла можам добро. да ги кажам на глас. Да, не ти мисла добро, гледат само да те спуштат, дефинитивно. Дали некогаш, дали е заради хейт коментари, дали е дека си стагнирала, дали имаш размислувано да се откажеш од социјалните мрежи? Не, никогаш. Тоа е нешто за кое што сум многу горда. Секој маркетинг е добар маркетинг. Дека кога сум имала периоди каде што сум имала доста критики, тогаш најмногу сум пораснала. Се случувало за 3 дена да добивам по 5000 следбеници од критики, од некои 2-3 профили кои што ми скритикувале. И иако мислеле дека нешто лошо ќе ми направат, напротив, сум добила многу позитивен ефект. Мислам дека не треба никогаш човек не да помисли да се откаже од нешто за кое што има пасија, дека тогаш дозволуваш оние кои што пробале да те спуштат на вистина и некако да победат, поради тоа што те натерале да се откажеш, а тоа им била целта. Кои вештини мислиш дека се потребни за некој да биде добар контент креатор? Дали мислиш дека работа секој буквално што може да ја прави? Да, мислам дека секој може да биде контент креатор, доколку вложи труд, доколку вложи време да инвестира во сам себе. Под инвестиција мислам да гледа видеа, да гледа tips and tricks, како да едитне видео, како да сними UGC видео, како да зборува по-лесно пред камера, како да се представи сам себе. Мислам дека доколку вложиш време во контент креирање, дека ќе ти дојде само по себе, ама би кажала дека не треба да се срамиш, дека на почетокот треба многу да инвестираш, дали е тоа доколку си инфлуенсер во камермани, во твојот тим, во фотографери, во луѓе кои што ќе ти помогнат со сценарија, дали е тоа
да гледаш видеа на социјални мрежи, пример на YouTube, да правиш ресерч на инфлуенсери други, пример, ја многу имам гледано Alex Earl, и ја имам гледано по 3-4 сати видеата и гледам кои се оние 3 секунди што го задржуваат вниманието, што прави, како зборува. Некако, мислам дека дефинитивно треба да вложиш многу време и труд. Иако луѓето мислат дека не е така, иако мислат дека само ја палиш камерата и почнуваш, дека да, ете, секој може да земи да стави камерата и да почне да збори. Не секој ќе вложи таков труд. Ама нема да добиеш ист фидбек како што би добил доколку вложиш време. Сите, претпоставувам, смета дека ова е најлесна професија и дека не се рачуна како професија и дали ти искрено мислиш дека ова е вистинска солидна професија? Да, мислам поради тоа што некако многу изборот инфлуенсер, многу голем инфлуенс можеш да имаш на позитивен начин врз луѓе. Сега ти најде треба да стапи на сила еден закон за инфлуенсери, за кој што сум многу позитивно изненадена и го поддржувам поради тоа што треба да има некое ограничување за тоа кој се снима и што зборува, дека сепак инфлуенсот кој што го имаш врз луѓе може да влие многу позитивно, но и многу негативно. И инфлуенсерството го сметам како работа, поради тоа што ти пред тебе имаш еден огромен простор со илјадници луѓе за кои што ти можеш да го смениш мислењето на сите, ама дури да го смениш на тој еден, ти некако си влијал врз него. Инфлуенсерството денеска има многу поголем ефект во маркетингот отколку оној типичен маркетинг, реклама, билборд, радио, телевизија и слично. И мислам дека кога имаш такав ефект да продадеш нешто, да влијаеш врз некого, дека автоматски тоа се смета како некоја професија и како нешто во кое што човекот може да си изгради кариера. Дали сметаш дека е фер што секој втор се нарекува инфлуенсер, без разлика колку фоловери имаат? Не се согласувам, бидејќи колку и да звучи ова некако лошо, трудот кој што го имаме вложено, оние кои што стварно треба да бидеме наречени инфлуенсери, се осеќам како да паѓа во вода кога ќе нарачат некој друг инфлуенсер со купени следбеници, со нула време посветеност, со видео, со, да кажеме, со телефон снимано без сценарио, без микрофон, без ништо, без светло, само туку така пласирано. И мислам дека од такви профили доаѓа до негативното размислување према инфлуенсери. Мислам дека доколку се земе професионалниот аспект на инфлуенсерите и оние кои што стварно го работат ова и оние кои што живеат од ова, дека тогаш ќе се смени мислењето за инфлуенсерите или контент креаторите, или блогерите, или UGC креаторите, небитно. Но оние со купени следбеници, оние кои што не посветуваат време во ова, не викам дека следбениците играат улога, поради тоа што човек кој што има 100 следбеници, ако им влијае на 80 луѓе, он е поголем инфлуенсер отколку оној кој што има 10.000 купени следбеници и не влијае на ниту еден. Не игра улога бројката, колку следбеници имаш. Игра улога она што го збориш, игра улога публиката која што имаш, игра улога дали ти се купени следбениците или не ти се, игра улога колку време вложуваш во она кое што го збориш и дали навистина го практикуваш, дека многу се гледа кога некој лажна слика остава за сам себе, дека тоа го збори само за следбеници, за лајкови, и сега ќе застанам туку и монотоно ќе зборам и нема да имам емоција во себе и чувства и ќе зборам здраво дечки, мислам дека треба да ги сакате животните, се гледа дека не ги сакам и тоа прават некој тренд, исто го имам приметено, некој кој што не се замарал ни еден ден со активизам за животните, ќе се случи нешто и автоматски гледа дека е тренд и станува активист за животните. Мислам дека преку вечер. Тој принцип на тие што не се трудат толку, а го носат тој тајтл, го уништуваат имиџот на тие што стварно се трудат. Тој е принцип во секоја професија, мислам на секое поле. Мислам, истото и за нас, тоа што викаш кога не може некој што не се разбира во тоа или што не вложил доволно време кога да завземе став, јас сум тоа. Истото е за себе, истото е со доктор, некој доктор кој што не вложил толку труд, ќе кажат леле овој не знае што работи, или адвокат некој ќе изгуби случај некој поради тоа што не вложил толку време, не учел, не се спремил за тој случај и слично, и не може сега да ги ставиме сите адвокати дека се така лоши. Да. Мислам,
Еве на пример, личен пример кога се спремавме за Евровизија, бидејќи ние пеевме на доста еколошка тема, песната ни се викаше Green Forces и пеевме за нашата планета и тоа мислам дека тоа беше цела година спремање. Часови за пеење, кореографија, да изгледаш добро и костими и све. Прво ние мораше да знаеме зашто пееме. Мислам секој знае сега за планетата Земја, ама толку часови поминати на секакви пресконференции, на секакви интервјуа, домашни читање, учење за како да се одржува планетата. Мислам тоа беше премногу спремање за да не дозволиме некој да ни каже децава не знам зашто пее. И премногу се може би спремавме. изгледало како вие само песната си испеали толку и знаеш ќе добиеш таков тип на коментари, уствари позадината е многу Да, нешто имавме како- покажано на социјалните мрежи, ама не мислам дека луѓето не имаат целосната слика колку време и труд беше вложено општо во целиот проект, но посебно за спремањето на Евровизија. Како мислиш дека ќе изгледа инфлуенсерството за 5 години од сега, за 10 години? Дали мислиш дека може да пропаде, да не е толку актуелно или мислиш дека само ќе се развие? Мислам дека само ќе се развие, дека сега е почетокот на инфлуенсерството. Порано сме имале јутјуберки кои што сме ги следеле, но никогаш не сме имале Инстаграм инфлуенсери, ТикТок инфлуенсери, никогаш не сме имале некој, пример, hype houses, такви работи каде што инфлуенсерите буквално живеат од тоа. Мислам дека порано не било толку застапено и сме имале 5-6 Bethany Mota, 7 Supergirls, некои такви канали. Ама тоа сепак не било инфлуенсерство, тоа било контент креација, тоа било нешто ентертејнмент, нешто такво слично, шоу. Инфлуенсерството се развива, пак ќе се навратам, мислам дека за време на короната, некој период после тоа, така да буквално е во почетните фази. Ако се вратиме назад и се вратиме на телевизија маркетинг, радио маркетинг, билборд маркетинг, тоа почнало пред многу години и се уште е до некаде актуелно, но сега застапува инфлуенсерството и тек ќе почне да се гради инфлуенсерството. Ќе доаѓаат, мислам дека нови социјални мрежи. Ќе доаѓаат, мислам дека начини како полесно да се заработува, повеќе да се заработува за инфлуенсерите да можат да им биде full time работа. Посебно кај нас, дека пример во Америка више постои monetization, луѓе заработуваат огромни суми на пари од едно TikTok видео и они комотно можат да си го пружат животот кој што си го сакаат од едно TikTok видео. И сега со тек на време ќе дојде монетизација кај нас, ќе дојде нова социјална мрежа, ќе дојдат нови инфлуенсери. Што повеќе инфлуенсери има, што повеќе контент креатори има, што повеќе блогери има, тоа подобро. Дека оние кои што сме во моментот на пазарот би кажала, повеќе ќе се трудиме, повеќе ќе работиме и што повеќе сме, тоа повеќе сме заштитени и што повеќе квалитетни почнуваат да доаѓаат во оваа област, тоа повеќе почитки има према професија. Дефинитивно, да. Дали мислиш дека ова е доста ризична кариера? Еве во случај, јас го делам истото мислење со тебе дека тек ќе се развива оваа индустрија, но да снема TikTok да го затворат, едно време требаше да биде баниран. Па Instagram нешто да се случи, да пропадне или не знам, мислам дека е доста ризично ова да ти е единствената основа, дефинитивно треба нешто друго да имаш во животот, дали ќе студираш за тоа, мислам треба да имаш некои други познавања освен ова. Се согласувам дека не треба тако мора да имаш други познавања, дека може би ќе отворат нова социјална мрежа, ама може утре ќе кажат TikTok го затвараме, Instagram го затвараме. Што останува тоа, што ќе правам јас? Мислам дека не треба да се подпираме на тоа, што ќе ми е факултет инфлуенсер сум, што ќе ми е факултет, не знам, имам фирма или можам да наследам слично. Мислам дека никогаш не е лошо да се градиш сам себе, секогаш е само позитивно да работиш на сам себе и секогаш треба да имаш план Б за се во животот. Не може да се подпираш само на тоа, окей, снимам, заработувам, окей ми е, луѓе ме знаат, знаеш, не може ништо лошо да бидне, дека не знаеш што ќе се случи, не дај Боже, може профилот да ти го снема од нигде никаде што ќе правиш. И мислам дека секогаш треба да си имаш некој план Б кој што ти е посолиден и стабилен и повеќе можеш да се подпреш на него. Пример, факултетот. Не се согласувам со новите размислувања дека факултетот не е битен, дека факултетот е само диплома. Да, може би е само диплома за оние кои што одат и си ја купуваат дипломата, тогаш да, само диплома е, ама за оние кои што се трудат и кои што бркаат просеки, кои што учат и кои што сакаат кариера да создадат од самите себе и кои што го гледаат факултетот како нешто вредно и нешто
екстра дополнително знаење за самите себе и надградување, не е само факултет, туку е градење на сам себе како персона и како карактер. Се запознаваш со многу луѓе кои што ќе бидат во твојата област, се запознаваш со многу професори извонредни во тоа што го прават и многу учиш од тоа. И мислам дека не треба да се обесхрабруваат младите и да им се дозволи да не одат на факултет. Да, може би има професии и луѓе кои што ќе се снајдат во животот, не викам не, и постои академија, постои и средно, постојат и други начини како можеш да го стекнеш тоа знаење, ама ете, макар и да не отидеш на типичен факултет, можеш да го надоградиш тоа знаење со академија барам, и мислам дека никогаш не е лошо да се надоградуваш сам себе. Дефинитивно све може да се случи, све може да се изгуби, ама никој не може да ти го земе знаењето. Никогаш. И тоа е нешто што сметам дека ретко деца, ева барам на моја возраст, мислам дека го практикуваат тоа, бидејќи не знам, сите пробуваат да се снајдат некако да поменат во школа, не викам дека ја не пробувам да се снајдам, ама знаењето е нешто најважно, пошто ќе го практикуваме тоа понатаму во животот. Знаењето е многу битно во животот, многу е битно да си снаодлив, многу е битно да знаеш како да изреагираш во ситуација, многу е битно да си го најдеш лесниот начин, не мора секогаш да чекориш по тешкиот пат, доколку има полесен начин, чекори по тој, зошто да не. Но мислам дека многу голем ветер во грб ќе ти биде образованието, знаењето кое што имаш, никој никогаш не може да ти го земе, никогаш ништо негативно нема да видиш од тоа и не треба да се развива на размислување, па зошто ќе одам на факултет, па што ќе правам. Ја би препорачала дури да се прави година пауза, јас направив година пауза после средното, каде што се мислев дали да одам во странство, дали да останам тука, дали да се запишам на она што јас го сакам, односно право, или да се запишам на она што моите дома ме терират медицина. И некако таа година ми беше исполнета со работа на сама себе, запишав Академија на Брезитар дигитален маркетинг. Тука дефинитивно ми беше нека одскочна даска за да почнам да работам со маркетинг, да почнам со инфлуенсерство, но повеќе време тука почне мојата прва соработка во таа година пауза. И мислам дека таа година пауза ми даде многу, ме натера да се пронајдам што сакам. Дефинитивно во моментов не знам што понатака, што сакам, кој пат ќе го одам во животот, но ми даде некоја одскочна даска за да се најдам барем до некаде која сум и што сакам понатака. Мислам, истиот пат го чекорам и многу ми е мило вака што слушам од тебе, што веќе до некој степен го имаш поминато тоа и мислам дека е многу корисно ова што го кажуваш. И мислам, разбирам се и јас не знам што имам нека груба замисла за факултет. Само не знам дали тука, дали во странство и што би им кажала на пример на средношколците кои што гледаат што не се баш најсигурни или немаат некоја идеја што би сакале понатаму, мислат дека не ги бива во нешто така специфично. Да направат година пауза. Дефинитивно. Мислам дека тоа треба да се воведе како пракса, дека некако сме многу нападнати од сите страни државни матури, IB екзем се доколку некој зема IB дипломата. Финални испити кои што ни се на крај, апликации за факултет уште од јануари, па оние рани апликации кои што се уште од октомври, па после тоа не те примиле во првите, оди во вторите, учи за ова, учи за она, не знаеш кај ќе одиш. Никако се доаѓа наеднаш, па резултати чекаш, па дали воопшто ќе ме примат, па ти даваат conditional понуда, каде што мора да имаш пример 2 петки на државна матура или 35 IB скор за да влезеш. Никако премногу сме нападнати од сите страни и не може да направиме правата одлука. Имам неколку познаници кои што се запишале на факултет, кои што не сакале и потоа направиле семестар пауза и се запишале после тоа втората година на друг факултет. Годината пауза не е ништо страшно, ама не треба да си кажеш и топ ми е вака пауза си правам, па ништо нема да правам после тоа, ќе си останам тука. Можеш да земеш академија, можеш да работиш на сам себе, можеш било што да направиш, можеш да почнеш да снимаш контент, да креираш, било што за да се пронајдеш сам себе. Друг совет, никогаш не ги слушај оние околу тебе, макар и да се твоите родители, колку и добро да секогаш добро ќе ти мислат, секогаш ќе го сакаат недоброто за тебе, ама мора да сватите дека секогаш ќе го бараат најбезбедното за тебе. Нема родител да сака детето да му земе ризик. Секогаш ќе гледа да е безбедна опција, секогаш ќе гледа да е нешто кое што понатака во животот ќе му остане, дали е тоа некоја па да кажеме фиксна работа која што ќе му остане, која што ќе му носи прилив на средства кои што се во ред. Никогаш не сака родителот да си го стави детето во ризик. Тоа е многу во ред и инстинктивен потек од родител. И тоа е многу нормално. Сигурно и јас истото ќе го имам во себе тој инстинкт кога ќе бидам родител. Но доколку имаат нешто во себе кое што го сеќаат внатрешно, некоја интуиција дека за нешто ги бива, дека за нешто
ќе успеат во животот, дека нешто многу ќе ги бодри и дека нештото лежи во нив, тука внатре да го осеќаат, би кажала дека само go for it. Без разлика дали е актер, дали е пеач, дали е контент креатор, дали е не знам, економист, правник, судија, адвокат, доктор, што и да е, само почне да чекориш по тој пат, дека на крај на денот не можеш лошо да направиш, буље да пробаш и да се откажеш и да кажеш, окей, не било ова за мене, сум погрешил, ќе одам на нешто друго, отколку да дојдеш да се пе на 45 години, кај што ќе си кажеш, ништо ако стварно сега бев правник, пример, Дури нешто што ако не се запиша на медицина и си го терав мојот пат и станав правник, политичар, било што. Не треба да сме обесхрабрени и мора да сватиме дека родителите барат безбедната опција за нас. Да, добро не мислат, но и само сакаат да сме таа стаклено звоно кое што ни го имаат пружено цел живот и не сакаат да излеземе од тоа. Пак ќе се навртам, да, многу е важно да имаат таа поддршка, ти што напомена преска, но не сум сигурна дека сите ќе ја имаат. И дека ќе имаат таа слобода дури да изберат што би можеле, но дефинитивно треба да те слушаат за ова што го кажа, но тоа е нешто што треба и на родителите да им влезе во глава, ако еве не знам, некој ако нема таков однос со неговите дома или не го слушаат, пак да мислат најдобро, треба на родителите да им влезе ако дека е окей и дека е дозволено, ама некогаш не може да се допрани до нив. Најмногу се учат сопствените грешки и доколку родителите си ги остават децата некогаш да направат грешки, да научат од истата, ќе го изградат како многу поголем човек со многу подобар карактер, мислам дека. Значи, по тоа што ми го кажам, претпоставувам дека еве за некои 5 години од сега, да не претерувам со 10, се гледаш во патот на правото. Да, многу би, мислам, не знам кај ќе ме однесе патот, дефинитивно имам уште долг пат до она кое што го сакам и она што ми е визија во животот, но до тогаш би си терала со она кое што го работам сега, тоа е креирање контент, инфлуенсерство, но кога би дошло момент каде што би требала да одлучам за мојата понатамошна кариера, тоа би било во насока на правото или политиката. Кој е најголемиот сон што се уште не си го реализирала? Најголемиот сон кој што не сум го реализирала премногу се. Мислам дека да немав сонови, дека немаше ни да го правам ова што го правам сега и дека секој беше за џаби на празно. Дефинитивно. Многу сонови, дали е тоа аспект на инфлуенсерство да стигнам до некој... Никогаш немам доволно. Секогаш пример ќе си поставам некоја цел, ќе стигнам на таа цел и секогаш сакам уште, мислам дека тоа е разбирам скроз. Природата на човекот дефинитивно. Се треба да пазиме никогаш да не прелетаме во облаци многу, ама не знам од аспект на правото би сакала да некогаш во животот да бидам успешен правник, успешен судија или пак да бидам успешен политичар, да сакам да сум во некоја област каде што ќе можам да направам нешто добро во општеството, каде што ќе можам да им помогнам на животните дефинитивно, каде што ќе можам да им помогнам на луѓето, каде што ќе можам да помагам и мислам дека тоа е она што ме вози во животот да правам она што го правам и да се трудам за подобро утре. Сакам да дури со оние видеа кои што ги правам каде што давам совети, сакам некако да го сменам мислењето на подобро да им биде на луѓето, да се развие емпатијата и слично и би најголем сон, најголем ми е дали би тоа би можела да го остварам од аспект на правото, политиката или инфлуенсерството, би сакала само да можам да им помагам на луѓето и на животните и да направам општество каде што сите ќе живееме во добри услови и каде што младите ќе сакаат да останат во државата и да работат тука и да се градат тука, ама и да имаат услови за да го достигнат она кое што го имаат замислено во Македонија. Што продолжува да те инспирира, например, кога ќе дојдеш, еве, сите правиме грешки, верувам и да тебе имаш направено некоја грешка, дали во маркетинг, дали во некој видео што го имаш постирано. Што те инспирира, што те држи во живот да продолжиш со ова, дури кога е тешко? Што мислиш дека ќе те бодри еве понатаму да ги достигнеш овие цели? Со ништото кој што ги имам за понатака, мислам дека имам некоја визија која што е на високо ниво и не би сакала да дојде до степен како што кажав да направам 40 години да наполнам да си кажам што ако не сакам да се судрам некогаш во животот со она што ако, туку па добре ета пробав, не бидна, окей, не е страшно. Тоа и поддршката од страна што имам околу мене од сите мои најблиски, дека кога ќе се случи нешто негативно, кога ќе добам негативен коментар, секогаш сум тука за да го надмина тоа на секој можен аспект, дека еден негативен коментар
не се споредува со поддршката која што имам од најблиските. Дефинитивно никогаш не треба да дозволиме хит коментарите, без разлика дали се на место или не се, што поголемиот дел од времето не се, да имаат влијание врз тоа каков човек ќе бидеме и каков човек ќе станеме. Имам некој fear of being average и само да останам на ова ниво и секогаш се стремам кон нешто повеќе, бе. Дали да започнеме со подкастот, еве на академија се запишав и се надевам, имам предоби очекувања, искуството што имам до се е прекрасно за академијава и мислам дека многу ќе ми помогне понатаму и мислам дека е многу важно секој човек да го има тоа во себе и да не се плаши да помрне да направи нешто плюс, бидејќи посебно луѓето што почнуваат од почеток, немаат продукција за себе или сами сакаат да почнат да прават, дали е компанија, не знам, за дуксери, за било што, дека го имаат тоа на почеток и што имаат 50 followers и тоа се нивните најблиски, додека да ја почнат компанијата да ним се смеат отстрани, да бидат види го овој што прави, леле ова колку е кринч, да го нема тој момент, а секогаш ќе го има, посебно во денешните генерации. Но тука мислам дека е најтешкиот момент на почетокот да го препродат тоа и само да не се плашат да го направат тоа, без разлика во која индустрија да е, бидејќи многу ќе се исплати понатаму. Дури да не стане нешто најуспешно, искуството само е доволно. Буквално. Секогаш почетокот е најтешко. Исто кој што е тешко да ги изгубиш првите 5 кила во слабење, така е тешко и да почнеш за се било што друго. Дали имаш некоја интересна случка што ти се случила, дали е поврзана со твојот инфлуенсинг или чисто вака? Да, имав сталкер буквално. Имаше еден човек кој што ме пишуваше на TikTok и на Instagram. Јас во тој период ги тргнав од TikTok пораките до денеска не ми се опалени, така да никој не може да ми пише на TikTok поради тоа. И го блокнав од Instagram. Ми го најде мејлот. Не едниот, 3 мејла ми најде, не знам како, мејлови кои што не ги користам. И почна да ми праќа честитки за нова година со кучиња, некои реферати да ми пишува дека не е задоволен од животот и слично, и сватив дека човекот најверојатно нешто не е добар. Го најдов на Сафари, пошто го пишеш името и презимето излегува. И многу изгледаше страшно. И само си бев као, окей, ајде, сега тоа е, се случило, знаеш, no harm. Седам во Виена, со дечко ми седиме на клупа или не знам кај бевме, и само се седам на телефон и ми стига мејл. Ми стига мојата домашна адреса, ми стига бројот и ми стига спратот. Јас вака гледам, се вртам дека дечко ми... Од истиот човек? Да. Почнувам да рикам од плач, имам едно хистерично со липање и звонам на мајка ми, во тој момент и брат ми бил дома. Дома, мислам дека царевата им се превртеа, татко ми која дозна, брат ми која дозна, мајка ми која дозна, тоа беше хаос, значи, многу беше страшно, тоа значи дека човекот ме следел. Да. Дечко ми му врати на мејлот од неговиот. Ја дечко ми не го пустирам социјални мрежи, да се разбираме, немаше ни социјални мрежи до пред година дена. И дечко ми му пиша мејл, да му ја прати неговата адреса и му пиша да чекам на кафе. И овој му врати со милион информации за дечко ми кои што не е нормално да ги знаеш, пошто дечко ми не е активен на социјални мрежи. Значи никој не сум го ставила со име и презиме, не сум го ставила со слика, онака фул фаца да му се гледа или слично. Не знам, човек кој што не ме знае, не би знаел кој е. И свативме дека човеков ме следел по време и некако многу се исплашив. Се вратив од Виена во Скопје. Значи, моите родители се превзема што беше потребно и човекот до ден денеска пробува да се логира на некој непостоечки мејл. Не знам што пробува да направи, знам дека е он, знам дека до ден денеска ми нема пишано, среќа. Ама до ден денеска постои, знам дека е он што пробува од 50 различни мејлови да влезе да направи кога ниеден од тие мејлови не е постоечки, ниеден од тие мејлови не ги користам. И да, тоа ми беше најстрашното нешто и со тоа би кажала дека кога си јавна личност си отвараш простор за вакви работи, хейт коментари, позитивни коментари, луѓе кои ќе те следат. Ама тоа не значи дека ги преминува сите нормални граници. Не значи дека ти ако некоја јавна личност дека ти дава за слобода дали да коментираш хейт, дали да го следиш човекот и слично, и ние сме луѓе. Мислам, не сме само јавни личности, имаме приватен живот.
И сега да, кога ќе станеш јавна личност, можеби тој приватен живот малце ќе се отстрани. Малце, ама сепак заслужуваме 90%, приватност. Ама пак тие 10% сакам да сум приватен човек, сега не можам се. Пример, приватно сакам да ми остане врската која што имам. Приватно не знам, пример мајка ми поише, ќе ја постирам да кажеме. Татко ми не толку често дека не знам, мајка ми е повеќе прифатила да биде на камера. И татко ми дефинитивно би сакал и слиша, ама ето со мајка пример некоја тема за женски повеќе ќе зборам и така натака. Плюс не знам, брат ми пример тотално нема никогаш да се појави на камера, па што сака нека. И се таа приватно сакам да испочитувам луѓето кои што ми се блиски. Зашто некогаш доаѓа да степенка што некој ќе ми прати скриншот пример, овој дечко ти, као пример слика од него или нешто као со мене. Сега некогаш сакам да се испочитува приватноста на луѓето кои се околу мене. Дефинитивно. Мислам дека многу луѓе се земаат за право да ја прекинат, да ја поменат всушност таа граница. Имаме на своја кожа сетено такви случаи, мислам дека е многу само скери. Не знам, престрашно е. Како го имаш препродано предпоставам оваа ситуација, дали имаш дозволено ти влијае понатаму? Многу лесно ми проаѓаат работите во животот. Баш тоа со дечко ми завчера се смеевме, ми раскажа дека нешто му се случило и ја му викам, окей, викам ми вика, па ништо вика, окей, помина на крај. Ја викам, окей, и толку. И раскажува на мајка му, вика, Луна вика тотално ладно си го свати тоа, а за него беше нешто поголемо, нешто посериозно. И мајка му вика, па многу е подобро така реално, и не знам некако ни хейт коментарите, ни оваа случката имам, се на шала ја кажувам, да, сериозна работа е, ама некако можеби и позитивно и негативно многу си ги сваќам на шала работа. Тоа е многу добра карактеристика. Па да, ама некогаш е не толку добра дека ете пример ќе се скарам со некого и за 2 дена ќе ми помени, само ќе ми биде како хахара хихири. Фер. Да. Фер. Мислам, ја тоа нешто што секогаш пробувам да го практикувам, дека без разлика колку и да не ме допира некоја ситуација, колку и да не ми е важно во моментот или немало некое големо влијание во мојот живот да ми наштети, пак тоа се случило и тоа мене некој ми го направил и не дозволувам лесно да слайднат некои работи. Тоа е многу добра карактеристика и особина. Ама гледам да не си ги сваќам при срце да не ме времетат или да не ме скулптираат мене како човек понатаму, бидејќи јас знам која сум. И тоа е најбитно. Ти, твоите најблиски, тоа е најбитно. И за крај, ако треба да им оставиш порака на сите средношколци кои што го слушаат овој подкаст, што би им кажала? Не се секрејте, се ќе биде, немојте да не живеете во моментот, секогаш треба да се живее во моментот и да не се стресирате толку за иднината, дека во средна школа сме најстресирани на свет, дека тука треба да се оформиме како личност, тука треба да одлучиме со кој ќе се дружиме, тука треба да одлучиме дали дома родителите ќе ги слушаме за се или за пола работа или пак за ништо, дали ќе се запишеме на факултетот кој што го сакаме, на кој факултет ќе се запишеме, што ќе правиме понатака во живот. Тоа се некои работи кои што се премногу за на 16 години да ги размислуваш. Значи никаков стрес не треба да имате, напротив, бидете живеете во моментот и бидете благодарни за се што го имате во тој момент и секогаш бидете позитивни и се што ќе ви се случи во животот е за добро. Секогаш се затвара една врата, се отвара нова врата. Ама буквално секогаш. И за родителите на средношколците секогаш да им бидат ветар во грб, да им даваат поддршка и да ги поддржуваат и да ги почитуваат и секогаш да се стануваат од нивна страна. Макар и да не е за нивно сопствено дете, моите родители секогаш викаат дека децата се со чиста душа, со чисто срце, дека никогаш не можеш лошо да кажеш за дете. И затоа секогаш ќе кажам, родителите треба да се најголемата поддршка на децата и многу сум благодарна што и моите родители, и брат ми, и дечко ми, моите другарки и сите околу мене, и братовчетка ми, сите ми биле многу ветра во грб, буквално. Многу ми е мило и многу си во право за све што кажа. Фала ти многу за денес, многу ми е мило што го направив, многу ми муавет. Се надам се да паѓаше и на вас. Се гледаме во следната епизода. Бај! Чао!